Тоа беше замислено. Пратеникот во Македонското собрание, Горан Милевски, за гласот на Америка на македонски јазик, изјави дека очекува до крајот на оваа или почетокот на следната година во Соединетите Американски држави да заврши постапката за ратификација на протоколот за НАТО. За ваква временска рамка се дискутирало денеска и вчера на средби помеѓу американски конгресмени и сенатори и делегации од Македонското собрание во состав на 5 пратеници кои деновиве престојуваат во Вашингтон. Дел од времето во престолнината на САД искористија и за лобирање за Македонија во Американскиот конгрес. Разговаравме за постапката кога може најбрзо Македонија да очекува ратификација на спогодбата, малце посложена постапката во Сенатот, бидејќи првен треба да дојдат 3 извештаи од претседателот од Пентагон и разузнавачките служби, за потоа да започне Комитетот за надворешни работи да ја отпочне постапката во Сенатот. Од моментот на доаѓање на извештаите до гласањето во Сенатот, по примерот на Црнагора, требало 6 месеци, така да се надеваме дека оваа постапка некаде кон крајот на оваа година или почетокот на следната ќе заврши целосно во Сенатот и ќе може и Америка да ја ратификува спогодбата. Милевски вели дека во Вашингтон добиле позитивни сигнали. Американските конгресмени и сенатори се интересирале за состојбата во државата и биле единствени во пораката дека Македонија мора да си ја заврши домашната работа. Зашто во главном се интересираа конгресмените? Конгресмените се интересира, па и ставот на сенаторите за состојбите во Република Македонија, што после потпишувањето на Преспанскиот договор, како ќе се одвиваат реформите, исто така се многу заинтересирани заради влезот на Македонија во Европската Унија. Нивниот пријателски однос не е само за влез во НАТО, туку севкупниот развој на Македонија и таа позитивна клима која што е тука, која што вика непотребно се изгуби време и се потроши енергија се додека не се постигне овој договор. На вистина пречките се надминати за Македонија на вистина да го заслужи местото кое што иследува. Македонската делегација во состав на пратеници од СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ, ЛДП, БЕСА и ДПА денеска заминува за Вермонт, каде процесот на лобирање ќе продолжи.